Добро утро. Ова утро ве запознаваме со една млада, талентирана, креативна девојка Андријана Алексовска, која што итекако си го сака македонскиот јазик, ја почитува македонската култура и традиција и сета таа љубов сака да ја пренесе и на децата од диаспората. Зошто го велам ова? Затоа што таа направи нешто прекрасно, една апликација која што се вика Домче, станува збор за мобилна апликација, како што споменав да истата го доближи македонскиот јазик до сите нас, но посебно наменета за оние кои што се во диаспората. Андријана, добро утро. Драго ми е што се запознаваме денеска, затоа што многу ќе научиме сите од тебе, од тоа што го правиш, па најпрво би сакала да ја запознаеме нашата јавност, нашите гледачи, за каква апликација станува збор. Што е Домче? Добро утро, пред се ви благодарам за поканата. Домче е интерактивна апликација наменета за деца од 4 до 12 години, кои што растат надвор од Македонија, со цел да ги научи децата на македонскиот јазик, но воедно и да ми ја доближи македонската култура. Кога почнавме при разговорите со родителите, дознавме дека 40% децата да го слушаат и го разбираат македонскиот јазик, но не го зборуваат, а 1 од 3 деца чувствуваат срам кога зборуваат на македонски со роднините кои што им се тука. Така, верувам дека тоа беше една од причините да се создаде оваа апликација, за да може да се негува македонскиот јазик и надвор од границите. Дали има досега коментари, предпоставувам има и многу позитивни критики за сето ова што го правите, дали оди се по план досега барем? Досега се оди по план. Пристапот кој што го имавме со тимот е всушност при самото градење на апликацијата, затоа што на почетокот направивме анкета со 374 семејства од диаспората. Дел од оние што ни оставија контакт ги сконтактиравме и им ја дадовме верзијата во изработка да ја истестираат и од тука почна самиот фидбек од родителите. И секоја порака која што ја добиваме од родителите всушност ни помага да избереме насоката во која што ќе одиме. Моментално да се оди според планот, имаме задоволни корисници, секако имаме идеи за подобрување и веќе работиме на следната верзија која што ќе излезе до крајот на летото. Одлично, супер, значи имаме и нешто ново да најавиме. Рековте дека покрај тоа што се учи македонскиот јазик, споминавте дека се учи и македонската традиција, култура. Што друго може да се најде на апликацијата? Самата апликација содржи моментално 17 активности, но тоа е број кој што константно ќе расте. И самите активности се прилагодуваат на возраста на детето, дали детето разбира само, не разбира воопшто или пак зборува македонски, дали ја знае кирилицата или не. Освен јазичните игри, што се пишување на буквите од азбуката, распознавање на истите, распознавање на зборчиња визуелно, поврзување на зборчиња со слики, меморија, ги имаме и сложувалките кои што досега се омилената активност на децава. А мотивите за самите сложувалки се всушност делови од нашата култура, како бадниковиот оган, па потоа кога детево ќе направи сликата се објаснува што е всушност бадниковиот оган, што значи бадник за нас, за Великден исто, за водици, имаме делови од Охрид, за галичка свадба и сите оние моменти кои што ја дефинираат нашата култура. Наскоро планираме и други културни содржини да има за самата култура да се приближи до децата повеќе, затоа што и самите родители ни кажаа дека најмногу се плашат детето да не ја загуби културната врска што има со дома. Така. Колку корисници има оваа апликација досега и дали можеби имате бројка од која земја има најмногу корисници? Моментално имаме над 400 корисници. Најмногу се од Германија, потоа Швајцарија и Америка. Има и од другите земји како Австралија, Австрија, имаме од Белгија, Франција, Холандија, но од овие три држави доаѓаат најголем број од корисниците. Така. Споминавте сложувалки, нешто што е навистина едно од најинтересните работи за сите деца. Дали тука се вклучени можеби песни, народни, забавни, не знам, или размислувате нешто такво? Нели, кога станува збор за деца мора да се задржи вниманието и да биде интересно. Нема да навлегувам во детали, но токму тоа е функционалноста на која што моментално работиме за следната верзија, каде што децава ќе може да се забавуваат и да слушаат содржини на македонски, кои што се изберени специјално за нивната возраст, без да, како на YouTube, да може пример било што детево да штрака. Така.
Значи размислувате да се надоградувате. Верувам дека ќе има уште многу повеќе корисници од овие 400 кои што сега ги споминавте. Она што исто така ме интересира, дали можеби некојте од страна од другите земји, Германија или било која друга, ви дава предлози, можеби сака да се придружи, има можеби некаков план, идеја, колку воспоставувате комуникациите и со тие луѓе? А моментално идеи ни доаѓаат од родителите. Навистина сме благодарни што родителите се навистина расположени за давање идеи, споделување на искуствата на децава, што им се свиѓа, што не им се свиѓа, и тоа најмногу ни значи. А надвор од тоа, моментално имаме соработка со FromMK, што е портал за диаспората во Америка. И во иднина планираме соработка и со различни креатори на содржина на македонски јазик, кои што живеат надвор од Македонија, но сето тоа моментално е во преговори и ќе видиме како ќе испадне следниве месеци. Така. Не можам ништо со сигурност уште да кажам. Така. Сега кажете ми како можат да имаат на своите телефони оваа апликација и оние во странство, и оние тука кои што сакаат, дали е бесплатно и така натаму да им објасниме на нашите гледачи, иако додека разговараме веќе можат преку инсертите да видат како сето тоа оди. А самата апликација се наоѓа на Play Store и на App Store. Може и на кирилица домче и на латиница да се напише, се излегува. Откако ќе се спушти, секој корисник има 14 дена бесплатни, а потоа се наплаќа месечна или годишна претплата, каде што месечнава моментално не е 9 евра, годишнава 90 евра, со тоа што секој профил, односно секој корисник, може да има до 3 деца на својот профил и за секој дете може да си ги избере оние спецификации кои што го одредуваат текот на искуството на детето. Така, според возраст и така натаму. Познавање на јазикот, на кирилицата и потоа апликацијата се прилагодува на детето. Јас искрено мислам дека тоа не е воопшто скапо, со оглед на тоа што се добива. Изучување, негување на македонскиот јазик, традиција, култура, нешто што треба сите да го правиме и во Македонија и надвор од Македонија. Така што верувам дека ќе се зголемува бројот, како што кажав. Веќе чекаме со новитетите. Кога ќе имате дополнителни информации, секако тука сме како екипа, како тим, да дојдеме, да го снимиме сето тоа и да го споделиме на нашата јавност. Андријана, мене ми е многу драго што ве запознав. Дај Боже да имаме вакви млади луѓе кои што си ја сакаат својата татковина и што прават се за неа, и ви посакувам пред се многу здравје и успех понатаму со апликацијата, па и со други проекти, зашто да не. Ви благодарам многу, уште еднаш ви благодарам за поканата. Така. Ти благодарам и јас уште еднаш. Ете, драги мои, сите вие кои што не гледате во моментов, без разлика дали сте тука во Македонија, знам дека ви има многу и надвор од границите на Македонија кои што не следите, не заборавајте апликација Домче, за да можете да си го зачувате знаењето за македонскиот јазик, да го споделите и пренесете на вашите деца и внуци, не само за јазикот, како што кажавме, традицијата и културата.